Монументалната кралска гробница од македонски тип која датира од 4 век пред новата ера, а која за прв пат е откриена уште во 1936 година на археолошкиот локалитет Павла Чука, помеѓу прилепските села Бонче и Подмол, оставена е на забот на времето, тврди археологот Антонио Јакимовски, кој е и раководител на истражувањата на овој проект, а кои периодов се продолжени. Гробницата е оставена на забот на времето, ништо не е направено ни за неа, ни околу неа, значи никакви, освен археолошки истражувања, немаме конзерваторски, ништо повеќе не е направено, освен во научниот свет што ја афирмираме ние, значи презентирана и во Германија, и во Англија, и низ сите светски, повеќе светски метрополи, каде што сме ја презентирале, значи таа е позната во науката, меѓутоа тука не е ништо направено. Сепак треба некако да се заштити, барем да се означи дека имаме некаков археолошки објект или објект некој. Значи, за жал и во нашава држава од оваа рана антика, ова е еден од најубавите. Може и најубавиот објект. За продолжување на истражувањата, Министерството за култура годинава доделило само 250.000 денари, а минатата година пак само 150.000 денари, што според Јакимовски е премалку, но како што вели, барем имало континуитет во доделувањето средства. Добро е да се има континуитет, барем да се исчисти, да се одржува нешто што мора да се прави. Бар еднашка годишно тоа да се прави. Еве, ова што го правим. Значи, повеќе од ентузијазам го работиме ова, отколку од што имаме средства. Се предпоставува дека ова е античкиот град Пелагонија, кој што бил главен град на четвртата македонска Мерида, по поделбата од римската власт. Градот се протега на површина од околу 15 на хектари и во него има над 20 на некрополи, што предпоставува дека имал околу 15 до 20.000 жители. Пред 15 на години, колку што траат и истражувањата, овде се пронајдени и трите парадни штита на војници од војската на македонскиот крал Деметриј, како и монети на кои пишува Македонија четврта.